Минатата недела подсетивме дека во февруари 2020 година во Битола, Кичево, Штип, Ѓорче Петров и Киселавода започна изградба на затворени базени кои требаше да бидат готови за 18 месеци. 5 години подоцна не е готов ниту еден од објектите, кои за 3 милиони и 300 илјади евра требаше да ги изгради компанијата Енергоинвест Трейд. Значи на терен практично гради подизведувачот, а не оригиналниот подизведувач на подизведувачот гради вака на терен. Малце чудно, меѓутоа ситуацијата е таква каква е. По оваа изјава на министерот за спорт Борко Ристовски ги побаравме сите документи за изградбата на тие 5 базени. Бидејќи додека министерот говореше за подизведувачи, јавно во системот за јавни набавки е објавен само основниот договор меѓу тогашната Агенција за млади и спорт и изведувачот на работите Енергоинвест Трейд. Министерството реагираше брзо и ни достави вкупно 5 документи. Тие пак ни дадоа појасна слика што се случувало, но отворија и нови прашања. На 7 февруари 2020 година е склучен договор меѓу Агенцијата за млади и спорт и Енергоинвест Трейд. За сума од околу 3,3 милиони евра, компанијата треба да изгради 5 базени за 18 месеци. Важноста на договорот е 4 години, до 6 февруари 2024 година. На 15 август 2022 година, кога рокот за изведба е пробиен за 12 месеци, Енергоинвест Трейд најмува подизведувач Евровија од Желино. До затворањето на оваа сторија не ни беа познати условите на договорот. На 29 јуни 2023 Енергоинвест и Агенцијата за млади и спорт подпишуваат анекс со кој базените поскапуваат за 19% на 3,9 милиони евра. На 6 февруари 2024 година, последниот ден од важноста на договорот за изградба на базените, Агенцијата за млади и спорт и Енергоинвест склучуваат нов анекс број 2. Крајниот рок за изградба на базените е продолжен до 30 декември 2024 година. Истиот ден, Енергоинвест подпишал анекси со подизведувачот Евровија. На 27 декември 2024 година подпишан е анекс број 3 меѓу Енергоинвест и наследникот на агенцијата, Министерството за спорт. За прв пат подпис става министерот Борко Ристовски во случајот за продолжување на рокот на изведба од 30 декември 2024 година на 30 јуни 2025 година. Рокот потоа бил продолжен и во договорот меѓу Енергоинвест и нивниот подизведувач Евровија. Само формално би прашал, во ваше време подпишувавте некакви анекси со нив или тоа се направило од претходно? Не, во наше време нема подпишувано, јас колку сум информиран, можеби да грешам, и тоа не е подпишано во наше време продолжување. Документите што ни ги даде Министерството ја негираат оваа изјава на министерот, но тоа е помалку важно во целиот случај. Снимајќи на терен кај базенот во Киселавода, посведочивме дека гради фирмата Вивинт од Тетово, чие име стои на таблата пред објектот. Дека тоа се прави со знаење на државните органи, потврди и министерот Ристовски. Мислам дека првиот изведувач е Енергоинвест. Така е, точно. Вториот подизведувач е Евровија, а Евровија го има дадено на Вивиент или Вивекс, не знам точно како се вика компанијата. И ние затекнавме таа ситуација. Но во документите што првично ги добивме од Министерството за спорт немаше ниту еден договор во кој се спомнува компанијата Вивинт. Па ги побаравме и нив. Иако во нашето претходно барање ги побаравме сите документи поврзани со предметната набавка. Ни ветија дека ќе ни ги обезбедат. А освен до Министерството за спорт, се обративме и до Вивинт и до Евровија, од каде исто така побаравме и одговори и документи, бидејќи се трошат буџетски средства. Се одзваа единствено од Евровија. На прашањето колку изнесувале нивните договори со добитникот на тендерот Енергоинвест и подизведувачот Вивинт, ни одговорија. Вредноста на договорот помеѓу Евровија и Енергоинвест Трейд е доверлива информација и подлежи на клаузули за доверливост. Вредноста на договорите со подизведувачите е доверлива информација и не може да се објави. Во однос пак на доцнењата на изведбата, од Евровија отфрлија одговорност. Енергоинвест Трейд е одговорен за менаџирање и реализација на проектот, а Евровија беше ангажирана како подизведувач само за одредени фази во периодот, почнувајќи од крај на 2022 година.
Eurovија ги исполни сите своји обврски согласно договорот со Energoinvest Trade и обезбеди дека работите за кои беше ангажирана се извршени според стандардите. Дека изградбата на базените во Битола, Кичево, Штип, Ѓорче, Петров и Киселавода е во најмала рака проблематична, не е нова информација за надлежните институции. И финансиската полиција и Државната комисија за спречување на корупцијата неодамна беа во Битола на настан за борба против корупцијата. Невладината организација Центар за граѓански комуникации и пред нив и пред граѓаните го презентираше своето истражување. Дека за базенот во Битола се исплатени многу повеќе пари отколку што било изградено до минатото лето. И дека на градилиштето не се води редовно градежен дневник и засега не е можно писмено да се внесуваат сите забелешки. На градилиштето не е присутно одговорното лице кое е назначено со решение, ниту пак техничкото лице. Работите ги извршуваат трети лица за кои не се доставени официјални податоци. Иако можеа да слушнат и видат во прво лице. На прашањето дали имаат отворено предмет за случајот, од ДКСК ни одговорија: Ве известуваме дека во Државната комисија за спречување на корупцијата не е оформен предмет во однос на наводите во вашето прашање. Од управата за финансиска полиција пак не добивме никаков одговор. И самите направивме проверка на сите фирми вклучени во хронологијата на настани. За Вивинт најдовме дека е основана на 8 јуни 2022 година под името Аркитектика. Газдарица била известна Дијана Спироска. Само 4 месеци подоцна таа ја продала фирмата на известен Зерафет Шефити. До крајот на 2022 година компанијата немала ниту вработени, ниту приходи. Во февруари 2023 фирмата го менува името во Вивинт, а годината ја завршува со приходи од околу 235.000 евра и 4 вработени. Фирмата Eurovia, која според министерот ја најмила Вивинт, е попозната во јавноста. Постои од 2010 година, има околу 50 навработени, а во 2023 остварила околу 16,5 милиони евра приходи. Има изведувано повеќе објекти, но еве како ја опиша пред 2,5 месеци со партиец на министерот за спорт. Сакам да кажам дека Дуи стана бренд, значи заштитник на криминалот и познати по транспарентните набавки на Eurovia, фирмата која што е спонзор нивна и донатор на нивната политичка партија, ги добиваше најголемите тендери во државата во тоа време. Фирмата која го добила тендерот од Агенцијата за млади и спорт, Energoinvest Trade пак, преку собственичката Гордана Димитрова е поврзана со попознатата градежна компанија Bauer BG. Пред еден месец обвинителството поднесе обвинение против Благој Димитров од Bauer BG за тендерот со кој ја сменија фасадата на зградата на владата. Во понудата и покрај тоа што бил должен согласно Законот за јавни набавки, доставил 2 подизведувачки договори со други 2 правни лица, но не и за останатите подизведувачи на кои имал намера да им отстапи дел од договорот за јавна набавка. До Energoinvest Trade се обративме пред 10 дена. До сега не ни стигнаа одговори. Новите документи што ни ги ветија од Министерството за спорт можеби ќе ја разјаснат дилемата врз која основа, но и за колку пари. Базените сега ги гради подизведувач на подизведувачот.